граѓанско право е ова да ние протестираме затоа што 750 дена брат ми лежи во келија или самица, како се вика тоа, иако е предвидено максимум 15 дена да остане човек таму, затоа што ќе побудали и не знам што ќе се случи со него. Тоа е меѓународно право, уставно право на Македонија. Али мојот брат останувал у келија 750 дена, 400 километри доаѓа врзан како стока со рацете позади, со лисици, малтретиран при донесување и одведување до затворот. Тоа е комунистички режим. Ние сме семејни луѓе, ние живееме од нашата пот. Затоа, сакам да ви кажам, не сме терористи, не сме убици, и сме имале соживот, но вака не може. Не можеме ние. Не може да се најде првин жртвата, па после некој да биде за да плати нечии туѓи сметки. А јавното обвинителство, не знам колко покрива, дали ги штити убиците вистински. Затоа протестираме. Ова е граѓанско право, на нас не ни останува друго решение или алтернатива, освен патот. Не веруваме во јавното обвинителство. Јавно го искажуваме револтот, затоа повисоките инстанции, кои ги ангажираат овие луѓе, нека се замислат каде може да води овој пат. Ви кажувам, не сме терористи, не сме убици, можам да ви го дадам телефонот да видите дека имам многу пријатели, имам многу луѓе со кои соработувам, соживееме. Книговодството ни е македонско, не дека глумиме од вчера или од преквчера. Имаме 20 години, можете да ги прашате нив. Многу луѓе дојдоа на суд од македонската националност, иако не сакам да го делам, приморан сум, бидејќи жртвите се македонци, а овие што страдат по затвори се албанци. Значи поделени се на албанци и на македонци. Не сакаме да ги делиме, сакаме да бидеме граѓани исто како другите. Тоа е. Затоа сме дошли. Ние се обараме веднаш Гордана Гешковска да поднесе оставка, зашто целата работа она ја има доведена во оваа ситуација. Зашто ние уште од почетокот сме кажале дека сме го уверили дека не сме ние тие што сме ги убиели, ама не сме можели ние повеќе да кажеме зашто јавноста така е подготвена за да верува што ќе им се каже од некои луѓе. Фактички народот е индоктриниран. Наполнете им се главите како да сме ние вистински убици. Но ако некој треба да сноси одговорност, и тоа голема одговорност, тоа е јавното обвинителство што вистинските убици ги заштитува, а ги притворил невините луѓе. Ние сме невини и како така сакаме да бидеме третирани. Овие што се затворени опште не се убици. Нека ги најдат убиците. Убиците шетат слободни. Бидете сигурни, не 100%, туку 1000% дека они не се убици што стојат во затвор. Убиците си шетат слободно. Бидете сигурни. Ова е мајка, јас сум у војна. Ако се они невини, јас ке сечам мојата глава. Знам 100%, 1000%. Они не се. Ние сме роднини на сами љута. 1000%, не 100%. Нека се освести народот еднаш за секогаш дека лежат у затвор без никаква вина. Бидете сигурни сите, нека дознае цел свет, не само Македонија. Нека ги најдат убиците. Ние не сме знаеле дека има во Смирковци езери. Ние албанци сме отишле во езере Треска овде, фамилијарно сите со деца. А таму јас сега, 33 години сум во Скопје. Прв пат слушнеме за ова езерце, дека имало. И сега скоро, од кога е овај Смирковци, од тогаш дознавме за езерцето. И стварно ни е жал за невини луѓе што лежат во затвор. Ова е монтиран процес. Точно, детално води на монтиран процес. Нема теорија, не може да докаже тоа министерството да рече дека ова. Како може таа Гордана, како беше презимето, да Гјошевска, да истакне така, да истакне национална мржа. Тоа не е она на висока функција. Она треба да има
докази, да докаже дека она и дека луѓето се виновни. Ја одговорно тврдам, јас сум зет на Сами Љута. Сами Љута живее меѓу македонци. Он живее тука, до него живеат македонец, од левата страна исто македонец. Преку 100 години живеат заедно. Нека дојде некој од македонската телевизија, она нека прашат какви луѓе се тие, таа фамилија. Зашто Сами Љута би отишел таму? Кој имал комши да убие? Ако он веќе така. Сами Љута има 12 медали за Македонија каратист.